социјалните мрежи, Facebook, Instagram, што и да користите, не знам. Барем тие што мене и тие што мене малку ми се познати, како да кажеме Twitter и TikTok, и не ги користам. Имам акаунт на Twitter, ама не користам. И јас мислам дека потврдија многу од Библијата од колку што можеме да замислиме. Многу потврдуваат со тоа што постојат, ама не е стилот на последно време, не е тој стил. Откриваат многу за човечката личност, она што Господ Исус го открива пред да постојат Facebook и Twitter и Instagram. На тие платформи секој гради свој профил на тоа што смета дека е неговата вистинска слика. Сите имаме некоја перцепција за нас кои ние сме. И на тие платформи си правиме онака, профил си го градиме, многу внимателно го градиме профилот, како изгледаме, што пишуваме, како сме представени таму, кој вајб го даваме, кој фил го има кога некој ќе отвори нашиот профил и така натаму. Не ставаме некои делови од нас кои едноставно не сакаме да бидат дел од нас. Кога ќе ги погледнеме профилите кои ги имаме, еве на пример мојот профил да го покажам, може ли? Мора да покажам, пошто мора пример да дадам. Океј, чекај се, дотик нема се појави нешто. Чекајте се. Океј. Да го видиме мојот профил. Да почнеме од тука. Што се може да се види на мојот профил? Ќе го видите Живко со моторџиите. Штета, Шигур не е тука, ама отиде да помогне некој други, така да... Еве ме мене, кај сум јас, еве ме таму сум, со моторџиите, значи ќе сватите дека можеби Живко е капелан, мислам не може да го сватите тоа, ама еве. Имавме една служба во Штип, јас проповедав и беше прекрасно. Мојот профил ќе го видите тоа. Живко е дел од моторџиите. Одите понатаму ќе видите мојата прекрасна сопруга, ќе видите дека Живко е фамилиарен човек. Значи си има сопруга, според тоа што се гледа имаат среќен брак, исполнет со љубов, нели? Ќе видите тоа, тоа не ми стои во Македонија, веројатно Живко патува некаде. Повторно со жена му, и што е прекрасно. Ќе видите оваа слика, ќе видите колку Живко е горд на својата сопруга, затоа што тука Фанија брани својата дипломска и беше прекрасно, имаме сето тоа снимено. Ќе го видите ова, Живко има еден многу неуспешен обид да направи нешто уметнички, нешто. Ја знам дека да ми ја дадат најдобрата камера, со најубавата позадина, кога ќе штракнам јас, сликата не е убава, тоа е тоа. Јас имам една многу тешка приказна, кога еднаш ми доверија камера за сликање на еден настан и ми каже човекот, ова е убава камера, само штракај ќе ги вади убаво сликите. И ја пола сам, па нешто од тука, сегате некои перспективи оно, за после пола сат, овој на говорница беше човекот, така да пола сат издржал да не ми каже. Насред порака, само прекину и каже, Живко, ако мислиш дека нешто сликаш, да знаеш ништо не си сликал до сега. Зашто? Пошто на овие убавите камери, уствари, кога малце ќе стиснеш, оно не слика, туку само зумира. Требаше еднаш да стиснеш. Ја пола сат зумирам цело време, ништо не сум сликал. Така да, еве, тој е еден мој неуспешен обид. Среќа што Охрид е убав, Охридското езеро е убав, па испадна нешто од тоа. Иначе јас ако сликав кој што, немаше да успеам ништо. Ако идете понатаму ќе видите дека Живко некаде патува. Ќе видите дека тука се продава храна што не јадеме ние во Африка, нема шанси. Ќе ме видите со мојот пријател Филип, како патуваме во Африка, си правиме, утек на вожња си правиме кафенце, пошто бевме изморени. Ќе видите некои чудни работи, дека таму се продаваат некој органски шеќер кој лечи од настинка, ги билда мускулите, топи масти, све прави. И така. Дава енергија и такви работи се продаваат. Ова авокадо, тука олкај беа тие авокада, ги купивме за 30 денари. Сите. Што е многу јако. Некои такви работи. Ова е царот на пигмејците, со него им носевме таму. Гледате. Интереси се. Ќе видите дека имаме Живко со некој девојче се шетка, ова е детенце, ова е наша, како да кажам, посвоено дете во Африка, ова со Фани го подржуваме, се вика Лиса,
Прекрасно е. Овие се деца постои, ако ги немате видено, ќе видите дека Живко многу се гордее со тој проект во Африка, затоа што е многу радосен што е дел од тој проект. Гледате како се смешкам, тука сега да се смешкам овие слики, многу сум радосен таму. Овие се децата кои тие што поддржувате деца, овие се децата кои ги поддржувате во Африка. Прекрасни деца. Ќе видите дека тука има една песна што морав да ја снимам. Тука снема струја и мораше да импровизираат за да пеат. И слушате го, африканскиот хор. Мукама. И тој е мојот профил. Ако видите Живко, си кажете Живко е супер човек. Значи прекрасен човек. Тоа што не може да го видите е дел од профилот кој Живко не го става на јавните социјални медиуми. Тоа се борбите кои Живко ги има, некои сомнежи кои ги има и така натаму и така натаму. Често пати луѓето се представуваат за тоа какви тие се гледаат себе си или такви какви што сакаат тие да бидат. Имате луѓе кои имаат некоја перцепција за себе, кои се убедени дека они се такви, ама ги имате луѓе кои упорно на социјални медиуми сакаат да се представат тоа што сакаат да бидат. И онака прават напори за да се представат во одредено светло, иако можеби потајно знаат дека они не се таму, но сакаат да бидат. Често пати има разлика меѓу тоа какви луѓето се замислуваат себе си и какви тие во суштина се. И има разлика меѓу тоа какви луѓето се представуваат со тоа какви тие очено сакаат да бидат, а какви тие во суштина се. Вториот случај, тие што имаат некаква надеж или сакаат да бидат некакви, може да биде резултат на некаква наедност, па може да биде дури комично нечие представување. Знаете, посебно кога знаете таа личност, која е, и само гледате на социјални медиуми и си кажеш, вау, ако некој ова личност не ја знае онака лице во лице, ќе си мисли дека тој човек не знам што е и така натаму. И тоа може понекогаш да биде безопасно за личноста, иако може нечија желба очено да се биде некој и нешто, да го доведе до тоа да направи ептен лоши избори во животот. Затоа што сакаш некој да бидеш, без разлика дали те бива за тоа нешто или не те бива, правиш некои одлуки во животот во одредена насока, едноставно ќе завршиш некаде каде што не сакаш да бидеш. Првиот случај, оние кои имаат некаква перцепција за себе која воопшто не соодветства со тие какви се, ама се убедени во таа перцепција, не зборам за тоа дека сакат некакви да бидат. Не, тие се во една таква, имате една таква слика за себе, себе се перцепира на еден начин и тотално е слеп за тоа каков навистина е, може да биде резултат на слепило кој е навистина штетно и за личноста, но и за заедницата околу нив. Се гледаш во тој случај, се гледаш себе си како доволно добар производ и несвесно почнуваш себе си и твоето мислење да го гледаш како единствена мерка за исправност. Затоа што си убеден, немаш никаков сомнеш во себе. Убеден си дека ти си во право. Посебно ако животот не ти е во некоја турбуленција и некако добро тече, има мирна вода има моментално, па можеш од една лагодна позиција да го гледаш наоколу, без да ти текне да погледнеш внатре во себе, бидејќи последни пат кога си погледнал во себе, ти си бил прилично окей. Другите биле тие на кои им требало помош и коригирање, твоето коригирање. И некако проблемите во кои тие се наоѓаат го потврдуваат тоа за тебе, дека ти си окей. Има еден случај во кој историски Јуда, Јужното Израелско царство, се гледа како во една добра позиција себе си. Оваа сезона одиме во проповедите, работиме преку пророкот Исаја. Исаја многу зборува и за Северното царство, но и за Јужното царство, и за околните народи. И можеме убаво да видиме каква е состојбата таму, какви цареви имаат, што одлучуваат, што прават. За мене беше многу, иако ја имам читано Исаја повеќе пати, но еден нов момент доживеав сега кога ја читав. Ерусалим е безбеден, храмот е тука, ковчегот Божје е тука, храмот е поукрасен од било кога, имаат наталожено многу богатство,
прекрасно е. Имаат свештеници колку им душа сака, имаат пророци секакви, меѓу кои е Исаја. Има од се што ќе посакаш. Царот во тој момент во кој пишува Исаја е прилично добар цар. Не е толку лош цар. Едноставно богобојазлив цар е. Од точка во која тие стојат, нивните блиски браќа Северното царство, оние од кои тие се разделија, 10 племиња, тие се во ужасна состојба. Од нивна гледна точка, Северното царство е хаос, ние сме одлично, они се катастрофа. Склучуваат сојузи со чудни народи, наместо да стојат со Бог, тие склучуваат сојузи со Асирија. Имаат храм во Самарија, кој всушност не е вистинскиот храм, затоа што нивниот во Ерусалим е вистинскиот храм. Имаат царска лоза, која не е вистинската избрана царска лоза, затоа што не е од лозата на Давид. Имаат пророци кои не ги слушаат, имаат пророци, Бог им праќа пророци, но вие не ги слушаат. Добри, они не ги слушаат, нели, ние не ги слушаме, се викаат, ама ние сме окей, по-окей сме од нив. И ние имаме пророци, не ги слушаме, ама не сме како нив. Барем во тој момент кога Исаја пишува, евреите се гледа, царот се гледа околу себе и сика, има некој мир. Дури во самата книга на пророкот Исаја го имаме овој голем дел на Божиот суд врз народите. Почнува некаде 10, 11, 12 глава, почнува Бог со оракалска пророштва за народите и како Божиот суд паѓа врз народите. Народ по народ, народ по народ, онака сите околни народи, понекогаш мислеме дека Бог ги праќал пророци да бидат само за неговиот народ. И тие се пратени од неговиот народ за неговиот народ. Но Божите пророци има таа функција да видат и ни сите народи. Има во еден момент Исаија пратен да ракоположи, да на некој начин помаза цареви на други народи. Пратен Исаија од Бог. Така да пророкот владее регионално. Бог ги праќа за сите народи. Значи, Бог праќа суд во сите народи и тој ден некако завршува со тоа што Бог преку пророкот го открива вистинскиот и последен непријател. И пред неколку недели зборевме за тоа. Смртта. Смртта како главниот непријател и причинител за состојбата на Израел. И Бог вели дека смртта ќе биде проголтана и повеќе нема човекот да биде искушуван и склон кон пропаѓање. Бог ветува една новина. Тогаш кога можеби израелците се гледаа како оние преку кои Божиот суд ќе дојде, они се глеdaa како добрите. Божиот суд доаѓа преку нас. Од самиот почеток на Божиот суд, каде што е најавен на самиот почеток, има едно, Бог го припрема целиот регион дека доаѓа едно царство. Како скаколци се. Ги има многу, мохни се, Асирското царство преку кое уствари Божиот суд ќе падне врз сите народи, вклучувајќи го Јуда и Јерусалим. Иако Бог во овој момент има милост према Јуда и Јерусалим и врз нив нема да падне Божиот суд преку тој народ. Сепак Бог најавува нешто кое станува неизбежно. Бог открива во својот народ една состојба која можеби не изгледа богохулно на прв поглед, но во долги патеки е многу страшна. Таа е состојбата на самодоволност. Сте го слушнали ли тој збор? Самодоволни. Кога некој се чувствува самодоволен. Јас сум окей. Јас сум прилично добар. Јуда се наоѓа во една состојба која може да се опише како самодоволност, која всушност отпосле носи и некаква летаргија во се што правиш. За денес ќе го читаме текстот од Исаја 29 глава, 13 до 16 стихи. Многу познат дел е, јас ќе ве замолам да станете, ќе го читаме тој дел, ќе видиме што Господ има да ни каже преку ова слово. Исаја 29, 13 до 16, вели вака. И рече Господ, бидејќи овој народ се приближува кон мене со устата своја и со јазикот свој ме почитува, а срцето негово му останува далеко од мене, и почитувањето нивно пред мене е само научено човечко правило. Затоа ете, јас ќе поставам пак необично со овој народ, чудно и чудесно, така што мудроста на мудреците негови ќе загине и разум во разумните нема да има. Тешко на оние што мислат дека да се сокријат во длабочината, за да ги скријат своите намери од Господ, кои ги вршат делата своји во мрак и велат, кој ќе не види.
И кој ќе не дознае? Каква неразумност? Можеме ли да го сметаме грнчарот за глида? Ќе каже ли делото за оно што го направил, тој не ми направи? И ќе каже ли направеното за мајсторот свој, тој не разбира. Амин. Амин. Колку само интересно ехо се слуша во овие зборови од денешното мнение кое преовладува помеѓу народот, кој каже, ќе види ли некој тоа што го правам? Абе, кој не создал нас? Кој ќе зборуваме за црквата, кој ќе зборуваме за Бога? Абе, се добро, тоа е веќе од минато, не го разбираме новиот свет и така натаму и така натаму. Понекогаш се мислам дали до толку била катастрофална состојбата на Божиот народ, што Бог најавил таков страшен суд на израелците. Знаете, однадвор, надворешниот профил на Израел изгледа супер. Како мојот профил кој ќе го видите. Изгледа прилично окей, се можеби не е најдобар, ама прилично окей изгледа. Си имал Израел ритам на својот живот, онака како што си живеел. Надворешна побожност, препон со празници и ритуали. И тоа Бог го открива во објавата за судот кој доправа ќе следи само неколку стихови предходно, пред денешниот текст во кој Бог го открива главниот проблем. Оваа глава што ја читавме почнува со едно, како да кажем, еден збор од Господ за Ерусалим, кој го нарекува Ариел. Вика, тешко на првиот стих од 29 глава вели, тешко на Ариел, на градот што го обсади Давид. Нека се ниже година по година, нека се изредат празниците, па ќе го притисна Мариел и ќе настанат пискотница и лелекање. За мене ќе бидеш Божјо огниште. Вика, Ерусалим ќе стане како олтар врз кој се принесуваат жртви. Така доаѓа Божјот суд. Бог открива еден поважен проблем. Ја гледа состојбата на срцето на луѓето, нешто што мислиш дека никој нема да го види, се додека твојата надворешност, твојот јавен профил изгледа супер. На тоа се надевале израелците и јудејците во тој момент. Се додека ние ги празнуваме тие празници, се додека го правиме тој ритам на животот кој сметаме дека е важен, дека е теолошки исправен, се е окей. Биле самодоволни. Израел бил задоволен со себе. Но имал сериозен недостаток на една важна состојка во која Господ ја бара од секој еден од нас. Таа состојка е интегритет. Како се чувствуваш за себе? Дали твоите зборови одговараат на твоето поведение? Отприлика тоа е интегритетот. Дали твоите зборови, она што го зборуваш, и она што ти навистина си од внатре, дали соодветствуваат едно со, дали може да се преклопат овие слики? И што се случува со тебе? Јуда се наоѓа во една состојба во која верувам дека секој од нас честопати се наоѓа. Јуда гради за себе еден профил кој му се допаѓа. Тие гледат на себе и се допаѓаат. Има една сцена кога царот Езекиел се разболел, па оздравел, за тоа ќе проповедам следната недела, и доаѓа овој царот од Вавилон да му честита дека оздравел, и царот Езекиел сега полн со живот, откако оздравел, му ги отвара сите можни богатства и патишта на царот на Вавилон да ги види, да види целата слава која тоа ја поседува. Исполнет со живот. Како и секој од нас, ние си правиме профил, Израел си го покажува својот профил. Ние си правиме профил кој пред другите изгледа добар. Нашите интереси се прави интереси, животот ни е препон со возбуда. Кога гледате мојот профил, е прекрасен. Стоиме на високо морално скалило. Кога ќе постираме нешто, еве скролав надолу да видам профилот, сега нема да тоа да го покажам. Кога скролав надолу, видов дека кога почнала војната во Украина, јас сум постирал профил дека се молиме за Украина. И тоа, тие што ќе го отворат мојот профил, ќе кажат Живко се моли, како прво се моли, второ се моли за тие што се во војна. Стоиме на високо морално скалило. За секој тоа различно ќе изгледа кој е моралното скалило на кој стоиме. Во голема мера на нашиот јавен профил ние покажуваме одредена самодоволност. Ретко кој на јавен профил ќе се разоткрие во целост. Да си го извади срам од животот, да го прикаже пред сите. Тие што ќе го направат тоа, а има и такви што го прават тоа, веднаш се изложени на јавен суд и на исмејување. Веднаш.
Колку само Reels ќе скролнеме на Instagram, кои ни предизвикаат убаво чувство од една страна лагодност дека не сме ние тоа видео што во тоа видео што е открие нечии срам. Значи нечи друг срам е, не е мојот срам. И тоа те предизвика една лагодност. Од друга страна, тој и мене да ме прикажува, сепак мојот срам не е изложен, нечи друг срам изложен и тоа е окей. Има една реченица која пред неколку години ми остави впечаток и еднаш ја проповедав на таа тема, дека е најлесно се лаже човекот во огледалото. Стоиш пред огледалото, го гледаш човекот во огледалото и почнуваш да го лажеш. Му зборуваш некои работи и веруваш некои работи за тој човек кои не се вистина. И тоа во голема мера го открива она што Израел го верува за себе и го прави за себе. Вели вака Господ: овој народ со зборовите ме почитува, но со срцето е далеко. Што Израел се изборувал сам на себе кога ќе се погледнал во огледалото? Израел можеби ќе си кажал: види колку убав храм направи. Види колку празници славиш. Види колку жртви принесуваш на Господ. Види колку благосостојба владее каде што си ти. Прекрасен си. Израел тоа си го кажал и го верува тоа. Со зборовите, ти јас верувам дека секој поздрав бил како ние што се поздравуваме Божи благослов. С целиот систем кој тие го живееле биле според традицијата на Тората, на Божјото предание. И биле во одредена самодоволност. Јас сакам да се запрашаме ние каде ние се наоѓаме во таа приказна. Која е нашата перцепција за себе? Дали сме задоволни од самите себе? Секогаш кога се наоѓам во ситуација да бидам онака, кога ќе се почувствувам задоволен со самиот себе, од никаде доаѓа Исус, преку Божјиот збор, преку одредена ситуација, преку што и да е. Некој неочекуван момент каде што Исус не разобличува сите до еден. И онака не треска, обично го користиме тој збор, не треска од земја. Во една ситуација фарисеите доаѓаат кај Исус, тие што биле платени, значи плата примат за да бидат добри. Отприлика тоа им е работата, да бидат добри. Доаѓаат кај Исус и го критикуваат во Матеј 15 глава за банална работа, затоа што неговите ученици не ги измиле рацете пред да јадат. И се доаѓаат јавно го критикуваат Исус. Значи, учителе, окей, гледам дека поучуваш, па дури чуда правиш, ама твоите ученици не ги измија рацете пред да јадат. Знаеш, ти каков учител си ти? На што ги учиш тие? Затоа ли се молите вие? Што правите од тие групи кои ќе се соберете таму? Тоа ли го разговарате? А сега ни раце не си измија твоите ученици. За нас тоа е банално, за нив тоа е цела процедура и ритуал, духови ритуал за очистување. Исус во овој момент ја открива таа самодоволност на фарисеите кои создале еден таков комплексен систем кој нема шанси да се живее, што од најмалите упатства тие создале цели закони за да бидат доволно добри. И во средиштето на нивната светост, во светот и системот во кој тие владееле и си зимале за право да бидат, што викаме ние народски, бог и батина, одат наоколу и они пресудуваат законот каков ќе биде помеѓу народот, одејќи наоколу коригирајќи ги сите и доаѓаат и кај Исус и тоа го прават. Исус ја открива нивната расипаност. Исус открива што се крие под нивниот јавен профил. Под она што може да го скролнеме да видиме какви се тие луѓе. Исус оди малце подлабоко. Они гледа преку сликите малку подлабоко во животот. И токму овде го цитира Исаја, токму овој текст што го цитиравме. Со устата и со зборовите сте близко до Бог, но со срцето многу далеко. Исус ги открива дека се луѓе без интегритет. Учениците му викаат: ама учителе, они се навредија од тебе. Исус знаете што вика? Абе, оставете ги нив. Што ако се навредија? Тие се луѓе без интегритет. Во нивен контекст седат пред Божиот збор, читаат, размислуваат. Тие се луѓе кои Стариот Завет го знаеле напамет. Но тие читаат и размислуваат се со цел да владеат со системот и да одговарат на нивната перцепција или да ги стави во подобра позиција.
се гледаат во огледалото на Божиот збор и го гледаат тоа што го сакаат. Гледајќи се во огледалото, се лажат себе си и со таквиот лажен профил се движат помеѓу народот. Исус ја разоткрива често пати и нашата самодоволност и не повикува на живот во интегритет. Каков е христијанскиот интегритет? За каков интегритет збориме ние тука? Каков е вистинскиот христијански профил? На што се темели тој интегритет без при тоа да прејасне во уште една форма на самодоволност? Знаете, кога ќе тргнете по тој пат да го градам мојот христијански живот, да бидам човек од интегритет, и тоа што Џон Калвин го кажува често пати е вистина за нас, вели човечкото срце е фабрика за идоли. Од се може да направиме идол. Од се буквално. Може да направиме идол од нашите навики, од нашите уверувања, од Библијата ќе направиме идол, од Бог ќе направиме идол. Од се може да направиме идол. Како ние да го градиме нашиот христијански интегритет без прито да прејасне во уште една форма на самодоволност? Има една приказна, сакам да споделам со вас. Е напишана приказна од Ханс Кристијан Андерсен. Се вика Новите алишта на императорот. Не знам дали сте читале, дански писател е, многу јака приказна е. Бил некој император кој сакал секогаш да биде скоцкан со недобрите алишта. Значи бил jet set. Секоја негова појава била екстравагантна, знаете, со сите можни, како се китат императорите, знаете. И ставал посебен нагласок на облеката. Во една посебна прилика сакал да ги надмине сите можни церемонии и да се покаже во најдобро светло. И имал мисија да ги најде двајцата најдобри кројачи во царството, што ќе му го сошијат некакво дело што никаде го нема. И нашол двајца кои рекле: ние не сме ефтини, ама тоа што ќе го направиме е лудница. И му кажале вака: ние ќе направиме една наметка за тебе, една облека од невидлив материјал, кој материјал ќе можат да го видат само оние кои се достојни да стојат во твое присуство. Царот бил воодушевен, овој императорот бил воодушевен. Вика, тоа е тоа. И собрал и овие почнале да шијат божемски невидлив материјал. Секој знаете што е приказната, дека биле лашци обични, демек шијат материјал, царот чека, па дошло време да го облекуваат, стои пред огледалото, гол се гледа, круната му ја стават и демек го облекуваат невидливиот материјал. Царот се гледа, не гледам ништа, веројатно е лудница, не знам што да кажам. Царот оди таа поворка, оди сите ракоплескаат и сите знаат дека единствено тие што вреда да бидат во присуството на императорот ќе можат да го видат тој материјал. Сите го гледаат царот гол, императорот гол, но никој нема храброст да му каже затоа што сака да бидат достојни за неговото присуство. И таму меѓу толпата се наоѓа едно мало дете кој немало никаков филтер и почнало да му се смени императорот. Леле, нема алишта. Императорот со круната, ама нема ништо друго без него. И тоа дете потикнало нешто што толпата почнала да се кошка и императорот малце се сепнал, почнал да се сомнува дека уствари он е стварно гол. Но отишол до крај на поворката. Приказната е завршила со тоа што дека детето било на вистинско огледало на императорот. Ја покажало голотијата на императорот. Иако самиот император стоејќи пред огледалото не ја гледа својата голотија, иако во присуство на сите тие великодостоинственици не ја гледа својата голотија, едно мало дете ја открива неговата голотија. На императорот му се исполнуваат сите можни стравови во тој момент. Пред да тргне на таа поворка, додека го облекувале, демек, тој го гледал огледалото, но едноставно го гледал тоа што сакал да го види. И затоа мораме да разбереме една важна работа. Огледалото, знаете, не лаже. Огледалото не лаже. Ние го лажеме човекот во огледалото. Иначе огледалото не покажува такви како што сме. Јас сега се запрашам што си кажуваме ние сами на себе си. Кои се тие некои работи кои, гледајќи се во огледалото, ние си ги кажуваме сами на себе. Еве да кажеме некои од тие работи, јас ќе ги набројам.
И сите тие работи ги кажам од моје искуство секако. Јас сум положен човек, јас сум доволно добар човек. Кога ќе се споредам со други луѓе, јас сум доволно добар човек. Може би некој ќе каже, јас сум жртва, јас сум ствари добар човек, ама сум жртва на ситуациите, на другите луѓе околу мене. Јас сум жртвата. Го прифаќаш тој и затоа што си жртва, ти си доволно, тоа ме прави доволно добар, затоа што сум жртвата. Може би некој ќе каже, јас сум најнеразбран човек. Јас се обидам да се објаснам, луѓето не ме разбираат и затоа јас страдам. Ама затоа што јас не сум најразбран, тоа ме прави доволно добар мене. Јас го прифаќам тој мој профил, јас сум доволно добар. Може би ќе каже, јас сум активист, ако јас не направам ништо, никој ништо нема да направи. Затоа што јас правам некои работи. Затоа што многу работи зависат од мене. Си давам за право понекогаш 3 точки. И затоа што само јас правам некои работи, затоа јас сум доволно добар. Може би ќе каже, гледајќи се себе си, гледајќи го моето срце, сите мои намери се чисти. Понекогаш ќе испадне како што не треба, ама моите намери беа чисти. Јас никогаш не направив ништо од лоша намера. Затоа јас сум доволно добар. Кои се тие работи, кои се тие невидливи наметки кои понекогаш стоејќи пред огледалото си ги наметнуваме мислејќи дека тоа нас ќе не покрие. Дека тој јавен профил ќе покрие нашата голотија, ќе покрие нашиот срам и почнуваме да ги веруваме тие нешта за себе. Кои се тие некои облики кои ги носиме во себе? Јас само ќе ти кажам еден совет. Не можеш да се веруваш на себе. Не си го давај тој луксус да си веруваш на себе си. И тоа мораш да го разбереш. Мораш се што мислиш за себе да земеш со резерва, затоа што прелесно можеш да се излажеш себе си. И другите околу тебе, заради финоќа, како и во контекстот на императорот, да не те разобличат. И тоа е опција. Да бидеш дури во контекст на заедница, како император. Од причина на финоќа, дај да него, не знам што да направиме, другите едноставно ќе ти ракоплескаат околу тебе, за да не те навредат, за да не го расипаат пријателството и можеш да завршиш на едно такво место. Дури можеш да западнеш во една стара лага на непријател, дека иако ти не си добар и знаеш дека ако си доволно малку, ако си искрен, знаеш дека не си добар, ти можеш да дојдеш во позиција во која можеш со свој труд да станеш доволно добар. Некако ќе се излажеш самиот себе си дека ако си веруваш самиот на себе си, дека твојот суд може да биде правилен суд, дека ти можеш да ја спознаш вистината, почнуваш да им веруваш на твоите очи за она што го гледаат, па дури да не ти се допаѓа погледот кој го гледаш, се лажеш дека ти самиот можеш да го поправиш твојот профил. И гледаш себе си и кажеш, јас со моја сила, јас тоа ќе го поправам. Ако мислиш дека твојот поглед за тебе е целосен и вистински, си кажеш тоа што го гледам, тоа е вистината, нема што друг да ми кажува, тогаш може би се што ти треба за совршен живот, за добар живот, е да ги знаеш вистинските информации. Тоа само треба. Да ја дознам вистината, малку само дисциплина и ти ќе имаш совршен живот. Тоа е една стара ерес која е водена од еден познат еретик кој се вика Пелагий. Тој верувал дека човекот може да се спаси и сам, ако ги знае вистинските нешта, со малку дисциплина човек може да не греши толку. Да престане да го прави гревот и да си заработи спасение. Јас мислам дека ние први не сме ни во состојба да ја знаеме големината и длабочината на нашиот пат. Не сме во состојба ни да го разбереме тоа. Колку паднати сме ние. Во наши очи секојаш не изгледа толку лошо. Изгледа прилично окей. Апостол Павле, дури кога го сретнал Христос кон патот за Емаус, вистински дознал во каква состојба тој на вистина е. Инако и пред тоа, апостол Павле имал импресивен профил. Тој на едно место набројува кој он. Апостол Павле, обрезан на 8-миот ден, од Вењаминовото племе, од таму, под водство на учителот Гамалил, кој бил многу познат рабин во први век. Во се бил совршен според законот. Тоа бил неговиот профил. Ако во тоашно време
имало Инстаграм, профилот на апостол Павле ќе бил совршен. Нема замерка апсолутно никаква. Но тој се среќава со Христос. И ја разбира неговата паднатост. И во тој контекст, кога тој се среќава со Христос, тој разбира, вика, се што јас сум градал до сега, се што сум вложувал, сваќам дека буквално се користи тој збор, е измет во споредба со тоа што јас го добивам во Христос. Се што сум градал, се што сум, сите тие права кои ми следуваат, сето тоа наследство кое го наследувам, е измет во споредба со тоа што го добивам Христос. Христос е нашето вистинско огледало. Христос преку Божиот збор е нашето огледало во кое ние се огледуваме. Секојдневно гледаме во каква состојба се мене. Не е светот, не е тој што се и до тебе, Христос. Од што зависи нашиот интегритет? Каде можеме да провериме дека пред огледалото на Божиот збор ќе стоиме со интегритет? Можеме слободно да стоиме пред Божиот збор да го читаме без интегритет. Како може да бидеме сигурни дека пред Божиот збор ќе стоиме со тој интегритет и ќе се погледнеме и ќе ја видиме вистината за нас и ќе бидеме разобличени? Како Божиот збор да го задржиме како наше огледало, без при тоа како и фарисеите, да не го направиме само уште еден систем преку кој ние ќе се гледаме онака како што сакаме да се видиме? Исаија неколку глави подале во едно своје пророштво зборува за славата на Израел, за интегритетот на Израел. Кој е тој интегритет на Божиот народ кој го одвојува од сите други народи? Во Исаја 33 глава 2 до 6 стих вели вака: Господи, помилуј не. Тука да застанам, гледате кај лежи тој интегритет. Господи, помилуј не. На Тебе се надеваме. Биди наша подкрепа од рани зори и наше спасение во неволја. Од страшниот глас Твој ќе избегаат народите. Кога ќе се кренеш, ќе се распрцнат племињата, ќе го истребат пленот ваш, како што гасеница истребува, ќе се нафрлат врз неа, како што скакулци се нафрлуваат. Возвишен е Господ кој живее во висините. Тој ќе го исполни Сион со праведност и правда. Ќе настанат твоите, слушнете што ќе настане, слушнете што ќе дојде. Безопасни времиња, изобилно спасение, мудрост и знаење. Ако доаѓаме до тие, како доаѓаме до тие прекрасни дарови кои сега ги наброја Исаја? Или вака: стравот од Господ ќе биде твоето богатство. Стравот од Господа е нашата гаранција. Не постои ниедна твоја способност која ќе го произведе тој интегритет кој е потребен, освен стравот од Господ, кој всушност те носи на тој пат. Страшна е земјата која нема страв од Господа. Во пропаст оди животот во кој нема стравопочит кон Господ. Стравот од Бог, стравопочитот од Бог е христијанскиот интегритет. И е нешто што го прави твојот јавен профил убав. Стравопочитот од Бог создава ново и цврсто стојалиште во животот. Тоа е точка преку која можеш реално да ја видиш твојата состојба и да не се задоволиш со самиот себе, туку да се подложиш на Бог и неговиот план за тебе. Тоа е состојба во која твојата најголема грижа ќе биде твојот профил пред Бог, а не пред јавноста. Живот без страв од Бог, гревот го признава само тогаш кога ќе се дознае и ќе се открие. Живот со стравопочит кон Бог бега од гревот и тогаш кога никој не гледа. На кој начин? Јас сакам да се запрашаме секој ден од нас. На кој начин стравот од Господа, стравопочитот од Бога е присутна во твојот живот? Размисли. Дозволи Господ да ги води твоите мисли на места каде што можеме да недостасува стравопочитот од Господа. Мислиш дека си окей во некои делови од твојот живот? Дали може би постојат места во твојот живот во кои ти си дозволуваш, да кажеме, да бидеш тоа што ти си? Насекаде
го градиш тој профил на стравопочет од Господа, но има места каде што ти знаеш само да си отидеш таму и си дозволуваш да се истуриш, да си дозволиш твојата личност да се истура насекаде. Како го градиме нашиот интегритет? Кој ќе изгради јавен профил, кој ќе одговара и пред Бог и пред светот. Еден од тие начини е редовно гледање во огледалото. Верувам дека секој се бајле, повеќето од нас се надам, ќе се погледнеме во огледало. Мислам дека секој од нас се погледнува во огледало, секој се бајле. Да видиме дали сме ги измили зъбите како што треба, да не останува некоја паста тука. Посебно ако имате брада како мене, мора да се гледате многу, малце почнав да задржам малце време во вецето и јас. Ја одржувам брадата. Мора да ги измијам очите, косата да си ја средам, брадата обавезно да ја средам. Редовно гледање во огледалото, редовно изложување на Божиот збор. Секој утро, пред да почне денот, го отвораш Божиот збор и се гледаш себе си преку тоа огледало. Така всушност и се одржува стравот од Господа. Знаеш дека првин одговораш пред Него. Ако го почнеш денот со Господ, преку читање на Божиот збор, преку молитва, ако тоа е појдобната точка на твојот ден, тоа комуницира многу за тебе. Прво дека го почнуваш денот со Господ, второ тоа е огледало за твојот живот. Бог ти зборува преку тоа. Ти зборува во твојот живот, те пресведочува, те разобличува во многу нешта. Те припрема за денот. Го средува твојот таинствен профил со Господ, но автоматски се средува и твојот јавен профил. Го почнуваш денот со Бог. Јаков во своето послание ќе напише вака, прва глава 21 до 25 стих. Вели вака: затоа отфрлајќи од себе си секаква нечистота и насобрана злоба. Што е тоа насобрана злоба? Колку знаеме да собереме ние злоба, горчина. Што е да имаме фиоки, еден куп кај нас. Вика, затоа отфрлајќи од себе си секаква нечистота и насобрана злоба, со кроткост примете го насаденото слово кој може да ги спаси вашите души. Бидете извршители на зборот, извршители на словото, а не само слушатели, мамејки се сами себе. Еви го ова лажењето на сами себе. Гледајќи се во огледало, се лажеме самите себе. Вика, зашто кој го слуша словото, а не го извршува, тој прилика на човек кој го гледа своето сопствено лице во огледало, ќе се погледне, па ќе се замени и веднаш заборава каков бил. Но кој ќе се задлабочи во завршениот закон на слободата и остане во него, тој, бидејќи не е заборавлив слушател, туку извршител кој действува, ќе биде блажен во своето действување. Се соочуваме со Божиот збор со огледалото и не заминуваме веднаш. Туку дозволуваме тоа огледало да не разобличи. Блажен ќе биде во своето действување. За да се задлабочиш во Божиот збор, треба да поминеш време со Божиот збор. Треба убаво да се погледнеш и да дозволиш Исус да те изобличи. Читајќи го Божиот збор, не за другите, туку за себе. Кога читаш Божиот збор, немој прва работа која ќе ти даде на памет, тоа да го читаше сега Ребека, ќе стане јасни многу работи. Го читаш Божиот збор за тебе. Може Господ да ти зборува и за други луѓе. Но ти се стрекаваш со Господ да те разобличи први и најмногу тебе. Гледајќи се во огледалото, не за да видиш другите колку се лоши, туку да се погледнеш себе си, во каква состојба ти си и во што се ти треба помош и учествување. Да се молам да оваа црква стане црква, секој еден од нас биде човек со интегритет, со христијански интегритет, кој се должи не на некој јавен лажен профил, туку профил кој е изграден првим пред Господ, преку тоа гледало кој го читаме секој ден. Да дозволиме Христос да не разобличува, да го гради нашиот интегритет. Да не бидеме само слушатели на Словото, туку да бидеме извршители на Божјото Слово. На тој начин и нашиот таен профил и нашиот јавен профил ќе соодветствуваат. И ќе бидеме, верувајте, ќе бидеме личности и луѓе со кои луѓето ќе сакаат да општат
да се дружат, да другаруваат, да бидат во заедница. И тоа е убавината на црквата. Кога се одвестуваат и тајниот и јавниот профил. Има еден пастор, мислам дека беше Рик Ворен, кој вели вака: моќта на проповедникот јавно во голема мера зависи во приватната чистота која проповедникот ја има. Тоа не важи само за проповедникот, важи за секој еден од нас. Моќта која Господ ја презентира во јавноста преку нас, многу зависи од чистотата, во таа тајна чистота во која ние се наоѓаме. Тоа треба да не држи будни, треба да не држи исправени пред огледалото на Божјата збор, да го читаме и да бидеме разобличувани. Во тоа е, ако бараме некаква тајна за Божјата моќ, во тоа се наоѓа тајната на Божјата моќ, во христијанскиот интегритет. Како што вели Исус, и тогаш, ако ме сакате и ако ги извршувате моите закони, што и да побарате во моје име, од мојот татко, ќе ви се даде. Ајде се молиме. Татко наш небесен, те благодариме, Господи Боже мој, за Твоето Слово, кое Ти ни го даваш. Ти благодариме, Господи Боже мој, за Твојата рака која ни исцелува. Ти благодариме, Господи Боже мој, за тоа што, Боже мој, Ти не повикуваш во заедништво и, Господи, ги праќаш и Твоите зборови и Твоите луѓе, Господи Боже мој, постојано да не привлекуваат кон Тебе. Татко наш небесен, Ти благодариме за тоа што во Твојот Син Исус Христос Ти покажа еден совршен пример на интегритет, кој соодветствуваше во неговиот приватен молитвен живот со Тебе, во неговиот јавен живот со сите останати. Татко мој небесен, води ни по тој пат. Нека бидеме Твои амбасадори во овој свет, нека кога луѓето општат и не видат нас, нека Господи Боже мој сака да има заедништво со Тебе, затоа што ќе те видат Тебе преку нас, Господи. Биди, Господи, со нас, благослови, дај ни сила да го градиме тој христијански интегритет и да бидеме луѓе кои ќе носат Твојата светлина во светот, во тој мрачен свет. Се оставаме, Господи, во Твоите раце. Амен.